Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Тунел. Болестите се разбира составен дел од животот. Тие се неминовни и ги засегаат сите. Една од најактуелните болести на модерното време, ако може така да се каже, ракот на дојка. На оваа тема сосема искрено зборуваат моите вечерашни гостинки. Останете со нас. Ракот на дојка е малигно заболување од кое најчесто е загрозена женската популација, но ни мажите не се сосема изоставени. На светско ниво, ракот на дојка афектира околу 10% од женската популација во некоја етапа од нивниот живот. Покрај напорите што се прават за да се постигне рана детекција и ефективен третман, околу 20% од пациентите со рак на дојка умираат од оваа болест. Статистички, од актуелните малигни заболувања со смртна закана, ракот на дојка е на второ место. Кога се интервенира во почетната фаза, ракот на дојка може да се излекува кај повеќе од 95% од заболените, затоа раното дијагностицирање е многу важно. Во нашата земја, секоја година се дијагностицираат повеќе од 750 случаи на рак на дојка, најчесто кај жени на возраст од 45 до 49 години и од 55 до 59 години. Исто како и за другите видови рак, причините за рак на дојка не се апсолутно утврдени и општо прифатени, но сепак постојат одредени ризични групи луѓе, кај кои ризикот да заболат од оваа болест е поголем. Жените се изложени на поголем ризик од рак на дојка отколку мажите. Само 1% од случаите на рак на дојка се сврзуваат со машкиот пол. Ризикот од заболување од рак на дојка се зголемува како што се зголемува возраста. Жените над 60 години се изложени на поголем ризик отколку младите жени. Во семејства во кои некој боледувал од рак на дојка, поголем е ризикот дека некој од помладите членови може да ја добие истата болест. Кај луѓето изложени на радиоактивно зрачење, кај дебелите луѓе, како и кај оние кои редовно консумираат алкохол, поголем е ризикот за заболување од рак на дојка. Жените со рана прва менструација, оние чија менопауза настапила после 55 година, како и мајките кои првпат се породиле по својата 35 година, се изложени на ризик од заболување. Ракот на дојка е резултат од комплексна комбинација на генетски фактори и фактори од надворешната средина. Најдобриот третман е болеста да се открие што порано, а во останатите третмани спаѓаат хемотерапијата, хормоналната терапија, психосоматското лекување или специфичниот начин на исхрана. Статистички, Соединетите Американски држави и Велика Британија се највисоко на листата со заболени од рак на дојка. Затоа пак, заради одличните едукативни програми и здравствени услови во САД, жените имаат само 3% веројатност да умрат од истава болест. Земено во просек, во светски рамки, 1 од 8 жени заболува од рак на дојка. Со рана детекција и третман, смртноста од оваа болест може да се намали за 1/3. На светско ниво, тоа значи дека секоја година може да се спасат 400.000 животи. На тема рак на дојка велам добро вечер за моите вечерашни гостинки Виолета Томовска, Биба Додева, Даниела Наумова и доктор Петановска. Добре ни дојдовте, ви благодарам што сте вечер во Тунел. Добро те најдовме. Може да ги поздравиме со аплауз. Храбри биле секогаш. Несомнено дека е храбро да се зборува од личен аспект на доживување на болеста, се разбира зборуваме и од стручен аспект на истата, незината присутност и така натаму. Затоа еве и ве поздравувам и се разбира од аспект на доживување на болеста преку член на семејството, конкретно Биба и воопшто превземање на иницијатива и да се биде дел од организација како што е впрочем и Борка. Имаме многу за муабет вечерва. Виолета Томовска ве споменавме еве да речеме. Прва од аспект на 30 години чинам дека е поминато од како вие дијагностицирани, од кога се соочивте со оваа болест, ако не се лажам? Па да, во 1983 година изненада се оперирав од рак на дојка на двете дојки во Љубљана. Тоа беше како преку ноќ би рекла. Тоа се случува и на многумина други, сигурно. Кога ја дијагностицира? Да. Така да имав среќа да бидам од самиот момент силна, само поради тоа што покрај мене беше мојата керка која имаше 17 години, постарата керка. И кога лекарот на самиот преглед ми вика:
до каде си сето ова време? Колку жени секој ден стојат пред ординациите и така натаму? Што се случува? Како до сега не си дошла? Па викам, јас ништо не чувствував до сега, нели? Имав 38 години. Прилично млади, да. Да, во најубавите години, кога најмногу и работев на естрадата. И јас изгледа заради мојата ќерка што беше покрај мене, бев многу силна, се насмеав и само викам на лекарот, додека јас не направам пункција, додека не се снимам на мамограф, ништо не сакам да мислам, па додека и ако треба одам директно на операција, па после тоа све ќе мислам. После сите терапии, онај постоперативен период, да, што следува. И јас на вистина истиот ден направив мамографија во Скопје, направив пункција, другиот ден веќе резултатите ги имав во рака. И во време на социјализмот тогаш имавме можност да избираме каде сакаме да одиме да се лекуваме, затоа што се уште кај нас беше тоа така поново, да кажам. Познато, но и не толку познато. Да, и имав можност да избирам Франција, да избирам Љубљана и така натаму. Јас сепак си избрав на Балканот, во Словенија додам, во Љубљана. Се оперирав на 18.6.83 година, еве ке правам оваа година во месец јуни 30 години од како сум оперирана. Ова го кажувам да дадам сила на сите кои жени им предстои или ја поминале оваа болест, да бидат уште посилни, нели? Да не се плашат, да го сакаат животот. И потоа примив по неколку дена кога се вратив од операцијата, од лекарот, добив една терапија хормонални таблети и само нив ги пиев и добив писмо. Ми вика, писмото гласеше до мојот сопруг и до мене. Штом ќе го добиете писмото во рак, да престанете со оваа хормонална терапија. И одма одите на слаба хемотерапија. И тогаш многумина овде во Скопје, од фармацевти и други се збунија како не мора и хемотерапија и радиотерапија. Оваа жена живее толку и толку години повеќе од кога ја направила таа терапија и така натаму. Но јас сепак завртив пак телефон кај професорот во Љубљана и он вика само продолжете вие со хемотерапија. Јас продолжив по 2 месеци од кога ја примав хемотерапијата, ми се јавуваат од Австралија и ми викаат, Виолета, сакаме да дојдеш овде на концерт, на турнеја и така натаму. Викам, јас сум оперирана од брест канцер, вие може би не сте чули, ама да ви кажам, сакам да знаете. И не, праша го повторно својот професор, дојди тука, дали ќе ви дозволи? Викам, дали ќе можам да примам јас таму терапија и така натаму, сега да не должам. Јас на вистина со сиот памет завртив телефон. Тоа се вели еден игнорантски однос на болеста. Завртив телефон кај професорот во Љубљана, професоре. Ме вика додам на турнеја во Австралија 40 дена, што да правам? Вика, Виолета, остави хемотерапијата, да одиш во Австралија, кога ќе се вратиш, ќе примиш другиот дел терапија и ќе дојдеш на контрола кај мене. И така одев повеќе години на контрола кај професорот. Значи, затоа што одма продолжив и да пеам јас, по месеци нешто, и мислам дека тоа ми беше една прекрасна терапија, како психотерапија, нели? Затоа што немав време да мислам на болеста. И мислам дека секоја жена во тој постоперативен период не треба да се затвори во себе, треба да зборува за болеста, треба контакти да има со жените со кои што се оперирала, да дава порака на сите, затоа што секој може да го затекне, нели? Болест, не само рак на дојка и многу други болести. И мислам треба да бидат силни, затоа што тука е многу важно исто така семејството. Јас најдов силна подкрепа кај мојот сопруг, јас бев силна, он беше силен, како да тоа ништо не се случува како секоја друга болест. Пеењето беше тоа екстра, значи не престанав со работа. И по 10 години веќе многу лекари од
онкологија, почна да зборува дека треба нешто да се направи во Македонија, да се основаат друштва, и така се основа на 10 па февруари 1993 година Животна искра, како прва асоциација за рак на дојка, и тука се собравме истиот ден преку 30 жени од јавниот живот кои бевме оперирани само од дојка. И тоа беше, би рекла, едно изненадување, затоа што за прв пат зачекоривме пред ТВ екраните и сите медиуми да зборуваме за оваа болест јавно, што до тогаш не се зборуваше. И почнавме да се грижиме една со друга, да ги посетуваме пациентите, како и до ден денес, да се бориме заедно. Имаше прекрасни моменти, затоа што долго живеат, имавме многу тешки моменти, кога ќе замине од нас, но животот е тоа, сите сме денес, утре не, нели? Тоа е така, да. Но тоа се прекрасни моменти кога се дружиш и кога можеш да зборуваш со нив на средбата за болеста, а домашните членови од семејството ги ослободуваш и едноставно чувствувате дека ги растаратувате во тој момент. Така, како ништо да не се случува со болеста. И јас мислам дека не би требало ни децата своји да трпат во тие моменти, да се предава човек, затоа што може би има моменти кога треба навистина да се предадеш, но треба човек да го сака животот, а мислам кога ќе дојде во една ваква ситуација, па многу повеќе го сака и го почитува и својот и на другите. И прекрасно кога можеш да подадеш рака на некого кој навистина заболел од малигно заболување. Сега конкретно вие ова го преживеавте, надживеавте што се вели, еве долги години успешно си функционират и успешно функционира организацијата која споменавте. Во секој случај, онаа позитивна нитка која секогаш имало кај вас, забележува и сега после толку години, и таа ваша насмевка прекрасна е, бога ми подарок, би рекла јас, за сите. Во принцип. Во принцип имаме и овде гостинка која во моментов се соочува со... За жал, да. Во моментов се соочува, актуелна е болеста, рак на дојка. Даниела, на убаво уште еднаш. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Од аспект еве на преживеано и надживеано, и од аспект на соочување во моментов со болеста. Тука ќе се поклопи нашата старосна граница. Значи, јас својата дијагноза ја добив на 38 годишна возраст, пред неколку месеци. Се уште сум под хемотерапија. И она што сакам од особено значење за мене, значи јас најтешко го доживеав периодот на неизвестност. Моментот се додека не ја дознав дијагнозата. Сама се посомневав дека станува збор за вакво заболување. Како дојдовте до сознание? Почувствувавте нешто? Правевте на само преглед, и затоа сакам исто да посочам дека е многу битно да се едуцираат сите за да го прават тој само преглед. Значи може да се обратат за тоа, има прекрасна помош во Сдруженијето наше во Борка. Јас конкретно добив многу добри информации таму во врска со хемотерапијата, од која што бев многу исплашена и многу ми помогна, нели, позитивно да гледам на целиот овој период колку што трае лекувањето. Она што беше специфично и во мојот случај, што не е случај генерално со овој тип на заболување, што јас го открив за време на лактација. Така. Значи, тоа е многу битно да не се препуштите дека еве сега, значи има промена заради тоа и тоа е промената. Да, промената е дали станува збор за класичен маститис или за, во мојот случај, првото сомневање беше за фиброцистично заболување. Да не се оставите, значи, на таква една неизвестност, него да направите, ако е потребно, неколку испитувања да бидете сигурни, затоа што нема правила. Во период на лактација ви беше дијагностицирана болест? Да, веднаш после лактацијата јас ја направив првата операција, која со сигурност беше потврдена дијагнозата, и после тоа следеше целосна мастектомија. Сега се уште трае периодот на хемотерапија. Семејството ви е сигурно со повеќе од потребно во моментов и од поддршка? Да, јас имам мали дечиња кои што ми даваат сила за да го поминам овој период позитивно. Тука се моите пријателки кои што исто да го поминале од Сдруженијето Борка. Секогаш се на располагање телефонски за било какво сомневање или едноставно кога се чувствувате исплашени во врска со дијагнозата понатаму што и како и каде, можете да се јавите на телефонот. И она што е најбитно е, значи, и
Кога сте во тој период на неизвестност, може да се јавите и да побарате стручна помош или да побарате мислење, затоа што од моје искуство тоа беше најтешкиот период. Кога веќе имате дијагноза, знаете со што се борите, со што се соочувате. Едноставно сум благодарна што имам шанса да се борам, за разлика од некои други видови на заболувања, дали се работи за инфаркт или некој друго заболување, или едноставно сообраќај на несреќа, кај што немате избор, да. Јас имам шанса да се борам и тоа го имам своето семејство, имам поддршката и не... Значи има и пострашни работи. Има и пострашни работи. Мене тоа ми се случи. Пред 6 години имав масивен инфаркт и имав среќа да преживеам пак. Наистина? Да. Така да, кога дојдов на состанок кај жените од живот на искра, и јас им викам, не се плашете од ракот, викаме пострашно ова. Само паѓаш и чао. Господја Виолета. Да. Навистина сте да со информации, но пак ќе речем ова животна енергија и насмевка. Па, јас реков, треба многу да се почитува животот, но кога си здрав, тоа не го чувствуваш така. Ви додева од аспект на член на семејството кој се изборил со ракот на дојка. Вие сте и дел од Борка, организацијата нели која има здружение кој Не сум само од аспект на член кој што се изборил, тоа е мајка ми, меѓутоа сето ова почна не само поради мајка ми, туку и поради тоа што изгубив пријателка, многу млада, на 35 години, токму од рак. Борка е здружение за борба против сите видове на карцином, не само за ракот на дојка. И токму во името на таа некоја си моја, да кажам, едноставно сакав да почнеме со таа болест од која што мојата пријателка почнавме со лимфомот. Значи не почнавме само со ракот на дојка, туку почнавме со лимфомот. После тоа имав уште една случка да повторно моја драга пријателка уште една почине многу млада од рак на дојка. И значи во целото тоа, да кажам, живење, мајка ми исто така се да. Фалеше уште и мојата мајка, значи најблискиот кој што тие нели во член во семејството да заболи. Меѓутоа мислам дека тоа јас сум така позната по тоа дека не се предам и обично многу често знам да погледнам и на стравот и на предизвиците во очи. И едноставно малку понаивно ја сватив целата оваа работа со Борка кога го почнавме, едноставно сакав да се потенцира дека можеби, затоа што сметав дека може, а моите пријателки како што фала му на Господ сега е жива и мојата мајка, меѓутоа сметав дека можеа да се спасат. Едноставно ја секогаш верувам во позитивниот исход. Да, во позитивниот исход и во добрата страна, така не ги гледам розово, меѓутоа така сум секогаш оптимиста за многу работи. И сметав дека може нешто да се направи, да се едуцира, можеби ни фалеше. Едноставно јас во тој период кога ја загубив мојата пријателка, патем отидов на дента да ја посетам на кафе, а она во тој момент умираше, воопшто не беше лесно нели тоа да се доживее и едноставно сметав дека колку јас првен тргнувајќи од себе немам ама апсолутно никаква едукација за тоа. Дури не сум знаела нели со што се соочува, со ништо, апсолутно ништо. Дури многу често, пошто и се уште постои онаа табу тема, не зборам ја за ракот, немој сега да не мене случајно. Значи, ние се трудиме во Борка тој пристап едноставно да се смени кај луѓето, тој ментален склоп, затоа што ракот е потенцијално излечива болест. Не збориме за сите видове на рак, значи не гледаме розево. Меѓутоа, постојат видови на карцином каде што може да се детектира, како што еве ги имаме примерите во поран стадиум, и после тоа да може да продолжат да живеат нормален живот. Не беше поран стадиум, па пак. Кога го споменавте, има, стадиумот, доктор Петановска можеби нели најкомпетентна овде да ни разреши некои дилеми. Мене сигурно и како лаик биба далеку поупатена и еве жени со искуство лично, но еве тргнувајќи од тоа дека сме практично лаици, еве што велиме дека стоиме настрана, можеби до моментот додека не засегне лично, па сакаме да се информираме и да дознаеме. Колку денес вистински се информираме, како тоа се прави на најсоодветниот начин и како жените пред се треба да знаат и да бидат упатени, што велиме еден основен приречник или познавање на тоа како да си прават преглед и која е она годишна доба, ако може така да се каже, од кога треба да почнеме со редовни прегледи да немаме потоа, не дај Боже, изненадување. Во принцип, сакам да кажам дека многу е битно во кој период и како ќе се открие карциномот на дојката. За да го направиме тоа
што поефикасно лечењето, терапиите понатака за да спасиме некој живот. Битно е да се открие што порано може. Како да стигнеме до таа цел? Значи, информацијата за жените да доаѓаат редовно на прегледи за дојката е клучното што треба да го постигнеме. Значи, треба да се подигне свеста во Македонија дека карциномот на дојка е потенцијално, како што рековте, излечива болест. И дека ако е откриен во многу ран стадиум, значи во инситу стадиум или во првите стадиуми на болеста, во предклинички стадиум на болест е излечив во над 90% од случаевите. Што значи предклинички стадиум на болеста? Значи тогаш кога жената не чувствува никакви симптоми, кога нема напипано никаква грудка, нема болка конкретна може. Да, некаков проблем во изгледот, во големината на дојката, не осеќа никаква промена. Ретко кога жените ни доаѓаат редовно на прегледи кога не чувствуваат никаков симптом. Значи, целта на нашите залагања, информации, целата овие едукативни предавања, трибини што ги организираме, учествување во ваквите емисии, ние да ја подигнеме свеста на жените да доаѓаат на преглед редовно и континуирано во текот на својот живот, за ние лекарите да имаме можност да откриеме промена која би била излечива. Значи, со преглед жените, значи, уште во пубертетот или после пубертетот 18-та година би требало да почна со само преглед. Има многу едукативни начини како да се најде тоа, дали на интернет, во книги, во здруженија, како се прави, или матичниот лекар да посочи, да објасни како се прават тие само прегледи. Со прегледите, значи, кај нас радиолозите се почнува некаде, ја симнуваме таа граница се пониско и пониско, значи после 20-та година, со ултразвучен преглед, кој се изведува по потреба или после 25-та година еднаш годишно, и со мамографски прегледи редовно после 40-та година. За жал, се уште кај нас во Македонија пациентките доаѓаат само тогаш кога имаат некаков симптом. Зошто немаме таа култура на живење? Тоа е дел од култура на живење. Да се прават редовно прегледите, во случај зборуваме за рак на дојка, но и ред други, кои што нели треба да ги правиме поредовно, за да бидеме во текст со нашето здравје. Ние оставаме можеби оној краен стадиум на имам мака, сега е времето кога јас треба да одам на лекар и да се прегледам. Така. Во главном, многу често е тоа така. Во главном кај нас е се уште така менталитетот, зошто да дојдам кога немам никаков проблем. Или многу пати пациентките ќе речат ми е страв да дојдам за да не ми откриете нешто. А ние целиме, сакаме да откриеме нешто. Ако има нешто, точно. Ако има нешто. Затоа што додека конкретно карциномот на дојка порасне до димензија некаде над сантим и пол, кога може да се напипа, да даде некаква тврдина во дојката. Тој расте едно 5 години. Ние можеме да го видиме во рокот тие 4-5 години. Да, тоа е долг временски период. Карциномот на дојка не расте многу брзо. Значи имаме неколку години можност со убаво направена мамографија, со убаво изведен преглед да откриеме некаква промена која би се потоа биоптирала, диагностицирала, оперирала и секако полесна и со големи шанси за сигурно излекување. Потоа имаме пациентки што ни доаѓаат се уште, за жал, многу често со напредната форма на карцином. Доста напредната. Да, доста напредната форма. Страшна слика. Да. Не можам се уште да ги сватам причините зошто толку се чека. Дали е стравот голем или една резигнираност дека нема лек од таа болест. Работите сите заедно, затоа вака вечерва ви се седнавме во овој концепт вака да го истираме муабетот, бидејќи сте, да речем, вклучени директно во бројни акции, иста е проблематиката. 4 февруари светски ден на борба против ракот, но јас би рекла и од овој муабет што го правиме, многу е важно да сме освестени секој ден во нашето живење, да не биде еден ден кога ќе бидеме активни или свесни за постоењето на истата и да бидеме поприлично, нели, да сакаме да бидеме активни во вклучувањето на вакви акции. Знам дека често правите. Недавно имаше една супер кампања со календар кој го направија твитерџиките, ако може така да се каже. Да, тоа беше многу интересно. Сега во декември, тоа беше последното за 2012 година, кое што во соработка со твитерџиките, со Илина, значи и со фотографите кои што работеа, волонтерски кои што помогна, се направи тој твитер календар. Едноставно сакавме повторно на еден суптилен начин да
да го истакнеме женското тело, меѓутоа и грижата за себе. Едноставно дека Борка тука постои не само за токму тоа што го изборевме, не треба да се оди на лекар и не треба да се мисли само на тоа кога имаме проблем. Туку напротив дека треба во текот на целата година да бидете дама, да се грижиш за себе и да го негуваш. Да, со своето здравје. Да го негуваш своето тело, едноставно да се грижиш за своето здравје и за себе, затоа што многу често се соочуваме исто така ние на нашите предавања дека жените викаат првин дома да средам, па да исчистам, па ете децата да ги, па да сготвам, па да ги пречекам од школа. Да, после тоа може некоја турска, шпанска, не знам, венецуелска серија да погледаме, после имам време и дали ќе најдам време за себе. Мора да се најде време за себе. Ако сакаме да бидеме тука за оние на кои што сме им најпотребни, како мајки, како пријателки, како сестри, како едноставно во секој поглед, ние треба да бидеме здрави. Значи, да. Само прегледот е 2 минути работа, условно речено, не пред. 2 минути, нека еве 7 минути, мислам, само прегледот. Да, 7 минути. Всушност, еднаш месечно се прави. Од 7-миот ден до 10-тиот ден, после мензес, значи си определуваш кој ден ќе го избереш од 7-миот до 10-тиот ден и тој временски период е најадекватен за можеби промени. И секогаш на истиот датум, значи си правиш само преглед. Тоа е еднаш месечно. И за неколку минути всушност може да бидеш може да ти се случат многу работи. 7 дена тоа зависи, значи како обично нели им трае менструалниот циклус на некој што менструира, да, а нормално дека луѓето кои што нели не се докторката, тоа јас го научив од нив, дека кога веќе си во менопауза треба да си одредиш како што каже господја Виолета, еден ден и тој ден да го направиш. Ден за соочување со стравот. Да. Да бараш нешто што не сакаш да го најдеш. Данила, вака ви изгледате поприлично соочени, морам да признам, покрај тоа што во моментов е актуелно тоа сето кај вас. И дека изгледате и тоа како со една позитивна и убава енергија која си ја ширите и околу и верувам дека истата ќе ви помогне во истрајноста. Со што друго можеби во секојдневието се соочувате од блиските или од помалку блиските, нели? Има ли таков терет кога човек ќе треба да се соочи со останатите, кога ќе треба да соопшти дека ете боледува од тоа и тоа конкретно и дека лекувањето е во тек и на пат? Да, значи има многу е битно да се обкружите со луѓе кои што се исто позитивни, да се обкружите со луѓе кои што ве разбираат дали сакате или не сакате да разговарате за болеста. Јас во случајов ја одбрав да ја игнорирам болеста, значи да не ја ставам на прво место. Туку сватив дека таа болест, значи јас се оперирав, сега се лечам и продолжувам со како и со секоја друга болест, значи продолжувам со своите активности. Значи јас сум активна како мајка, се занимавам со многу прекрасна работа која што ме смирува. Изработувам накид, тоа ми дава тоа ми дава позитивна енергија, настапувам на изложби. Значи, апсолутно сум активна и би сакала еден друг тип на енергија кој ви помага практично во лекувањето. И би сакала да се разбие малку и темата околу табу темата за хемотерапијата. Значи хемотерапијата ако ја сватите дека тоа е нешто страшно, може и ќе ја доживеете така. Значи јас сум веќе на половина пат со својата хемотерапија, одам сама на хемотерапија, значи не барам придружба со мене. Одам на штикла, нема потреба, нели, сосема добро ја поднесувам, затоа што така сум решила дека така треба да се поднесе тоа. Тоа е како и секоја друга терапија, која може да ве затегне лекот и отров, нели? Така. Како и на секоја друга случај. Например, јас лично тоа кога дојдов од Лјубљана, се размислував додека таму бев, на кој начин сега кога ќе се вратам, бидејќи како популарна личност во тоа време многу ме познава, сите кој знае што зборуваат и така натаму, а во тоа време беше многу назад, 83-та година. И многу страшно, нели, кога ќе бидете на таа представени од било кој аспект. И јас викам сега што правам? И јас реков, кога ќе дојдам во Скопје, кој ќе ми задзвони на телефон, ќе зборувам. Кој ќе задзвони на врата, ќе му отворам. Мислам дека никогаш позгодна не бев од тогаш, бидејќи има време да се одморам, да уживам, да се дотерувам. Мислам, тоа ми остави силен впечаток.
И сега сите што ќе дојде некој од блиски, што те почитуваат многу, што те сакаат, ќе дојди па плаче. Јас ги гледам ја насмејана од купатила излезена. Да, тоа со жувувањето е страшна работа, да. И јас мислам на тој начин преброди. Веќе немаше кој да ме прашува нешто. Си знае, веќе беа информирани. Сите беа информирани и немаше што да се малтретирам. Затоа што нема ништо скришно. Нели така? Сите знаат, а ти молчиш како да не си опериран и така натаму. И страшен е може би токму податокот дека повеќето од луѓето, условно речено, кога се соочуваат со ваква или некоја слична болест, се обидуваат тоа да го прикријат, затаат, да не го кажуваат мислејќи дека, нели, ако кажат, ќе ги доживеат поинаку, Добро, тоа е страф од доживување нели на околината за својата болест, меѓутоа еве јас исто со мајка ми, на пример, јас целата таа енергија видов и во незината енергија, она е 10 пати имаше рецидиви. Она е од меланома оперирана, тие кои што се оперирани, значи не е од рак на дојка, сосема друга поспецифична нели вид тип на карцином. Е тоа. Меѓутоа, 10-тиот пат ние си отидовме онака под рака, па нели се мислам едноставно го сваќаш тоа дека е дел од животот, дека мора да се извади, да, дека мора хируршки третман, во нејзиниот случај тоа е еден и единствен најнеопходен, да кажам, пошто се уште немаме нели метастази или некаде, да кажам, она 7 година веќе како што е ја живе и јас едноставно секогаш викам дека она е победник нели на болеста. Така гледаме, така да битно е да се дружиш, битно е да се вратиш во социјалниот живот. Нормално дека самата тема, да не се ние сме можеби сите и позитивни тука како личности, меѓутоа има значи има и луѓе кои што потешко, не ги воопшто ние не ги укривуваме. Значи има луѓе, различни луѓе на различен начин ја доживуваат болеста. Едноставно мора да се испочитува сечи начин, ама битно е да повторно тие може да се вратат, да се ресоциализираат и да може да функционираат. Токму на оваа тема мажите сакав да ги споменам, бидејќи навистина многу поразлично ја доживуваат. Има сепак, иако звучи да. Односно, кога се зборува на темата, секогаш жената е асоциација за рак на дојка, но со дијагноза рак на дојка 1% имаат и мажите. Да, во Македонија ја мислам дека многу мал процент, 1 до 3% од 6 до 9 да годишно има од прилика во Македонија оперирани. Има и кај нас, така? Има, да, имаме ние на пример членови и баш буквално беше жена ми ја напипа тука, ја прашав што ми е ова и еве, мислам одлични се. Луѓето се прекрасни, нели нормално имињата секогаш остануваме ние анонимни во Борка, ама ете они знаат за кого се работи, јас си ги поздравувам, они се страшно добри, комуницираат со жените. За жал болеста рак на дојка не е ексклузивитет само на жените. Така. Значи, ако некоја жена каже дека баш ме брига што тоа ми се случило, или јас ако се смеам сега после толку години, и јас ќе ви излажам дека не сум заплакала може во моментот или не, сигурно вака не сум се смејала како денес, нели, по 30 години. Нели така, тоа е значи без емоции, без чувство. И секогаш како неизе сум помислила на малата ќерка која имала 6 години, а другата 17 и така натаму. Тоа не е така лесно. Не. Но секогаш било која работа од која ќе помини, се заборава. Само да нема рецидив. Да е човек силен, да се бори после со тој стрес. Оти знаеме од рецидивите повторно те враќаат на тој момент и навистина секој рецидив можеби од една страна ти треба се повеќе енергија, меѓутоа од друга страна па веќе си го поминал тој пат, веќе си бил на колена, си паднал и некако полесно можеш да станеш. И го знаеш патот едноставно. И нема тоа единствено, иако го воопшто не е лесно да ти кажат повторно дека низ сето тоа можеш да поминуваш. Мислам 10 пати воопшто, верувајте ми, не е лесно. Сигурно. И меѓутоа ние цела фамилија сме апсолутно подкрепа, многу реално се соочуваме со тоа и нормално сите контакти и со Борка и со другите невладени и сите жени и мажи кои што поминуваат ти дават една сосема поинаква димензија која ќе ги чуеш и нивните приказни. Особена важност е нели да не се затвориш дома. Мене многу ми помогна групата за поддршка која што беше во Борка. Значи жени кои што го поминале сето тоа, ми даде надеж да се соочите со луѓе кои оптимизам дека нели сето тоа еве поминува. Има шанси да биде излечено и да има рецидив, има луѓе кои што функционираат, кои што го поминале тоа и по 2 пати, кои што се уште функционираат се меѓу нас, значи и тие групи за поддршка се многу
Тие ги има во склоп на здруженијата. Ги има во Поставувам склоп на и- здруженијата, Ама, да, нажалост, еднаш неделно, значи имаме ние во Средби. Борка со психотерапевт, станоци. да, имаме значи дури две групи. Едната е баш за жени со помлади, Помлади да, а и другата е со повозрастни. психотерапевти, со Лидија Зорба и со Марија Манасиевич, значи си работат, така да многу е битно да имаат и тие проблеми со стручен човек, значи Да, сигурно, сепак, разрешување за на да дилемите, може, да. да. Сега постои еден проблем на кој што еве и мислам дека Сакав тоа ние да кажам, јас заедно дека со слуш- па заеднички Да. заеднички Исти ни се проблеми. интересите, да, и активностите, дека се уште на пример нема На клиника? психотерапевт на клиника нема психотерапевт. И замислете сега таа жена треба да острани дојка. Знаете што значи дојка? Тоа е психички момент многу. Да. И сметаме и ние секогаш, еве колку време ние сме 6, они се Колку 20 или можеме, колку години, да. Ако да дојде може, жена да. пред операција, Да. ќе го кажеме патот кој што Да. она ќе доживее. И секогаш лекарите викаат тие жени многу полесно го поминуваат пребродуваат. тој И пат. има, да, ние ги посетуваме секоја недела, Да. 2 пати неделно и на онкологија, и на И торакална на хирургија, торакална, ново оперираните и плюс Со имаме брошури, групи, да. мислам, да, и така натаму, со разговор, со Разговор сите со се, значи. некои се многу Се користат затворени. импланти, Секако. Инвалидски Тој помагала. Да. Инвалидски постојат. помагала после операцијата, после може да се направат и после тоа реконструкции со поставување импланти. Да. Може да се направат реконструкции со ткиво од 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 телото. организмот, Телото. од телото. Да. Има начини да се Напредната е поправи сепак тој медицината, дефект. да. Секако тоа е. Напредната, меѓутоа тоа се уште ние, барем Се ние да бориме. си како Да. како Ние председатели покриено на со- здруженија, Се бориме. значи се уште Да. се бориме тоа да биде реализирано, иако имаше некои најави, меѓутоа не е реализирано. Не. Особено ние секогаш сме збореле дека немаме никаква забелешка за постарата генерација, меѓутоа Например, ја верувајте кажам не е се отворено исто на на- девојка на жена на 25 години да ја остранат дојката и на 60 години, така да барем да се почне со реконструкција, да биде тоа нели на Терет на фондот. на терет на фондот на здравство, затоа што сите овие жени плаќаат здравствено здравствено осигурување. осигурување и сметаме дека би требало тоа веќе да се убрза тој процес кој што веќе и заеднички нели сме го почнале за да им се овозможи на жените реконструкција. Од аспект на медицинско видување на доаѓањето до моментот до болест, само кусо, ако може, нели сега Јас би сакала зборуваме. Да, покрај сите овие Да. Да, да. муабети за текот на болеста, за искуствата и се. Сепак да апелирам и да го завршам овој разговор со апелот да се доаѓа редовно на прегледи за без видлива симптоматологија, без некој проблем. Да ги научиме на жените да ги научиме жените да доаѓаат на редовен барем преглед еднаш годишно. Значи да доаѓаат на преглед кај својот матичен лекар, кај обучен радиолог во центри кои што имаат обучен тим од радиолошки технолог кој ги изведува добро мамографиите и специјалист радиолог со современа опрема за да можеме да поставиме диагноза во момент кога болеста е излечива. Да ги научиме, мислам дека се уште проблемот во Македонија е тој од недоаѓањето на време на лекар. Во земји каде што се организира скрининг програма. Долга е темата за да разговараме што значи скрининг програмата и што све може да се направи во тоа. Значи во земји кои го организираат за одредена возрастна група на пациентки обавезен еднош годишен преглед мамографски. Докажано е дека по најновите испитувања статистики намален е бројот на карциноми на дојка за 20 до 30%. Значи не ги снемало значи пациентките со карцином на дојка, него се откриени во фаза кога е инситу, кога е во многу рано фаза и кога е излечива. Значи и морталитет и значи смртноста од карцином на дојка е намалена за 20 до 30%. Може ли да генерализираме да кажеме дека од тоа и тоа обично се јавува ракот на дојка или не? Причини како и за најголемиот број од карциноми на рак на дојка не ги знаеме. Единствено што е докажано дека имаме генетска предиспозиција, откриени се гени кои го ја носат таа мутација кои можат да бидат тие пациенти кои ги носат со многу зголемен ризик за заболување од карцином на дојка. Потоа докажани се некои хемиски супстанции и зрачење во пределот на дојките во
период на пубертетот поради така. здравствени причини, некои поголеми. Тоа се неколку моменти што може да не водат дека се причина за ракот на дојка. Сето друго е во главном непознато, како и за сите карциноми. Што можеме да направиме за да ја намалиме инциденцата од заболувањето карцином на дојка? Значи, да се потрудиме да живееме еден што поздрав живот со спортување, движење, колку што можеме по природна исхрана. Значи, да ја намалиме дебелината, да се откажеме од пушењето, алкохолот. Како ризик факторни се и хормонски терапии, значи некогаш не можеме, некои фактори не можеме да ги избегнеме. Значи хормонските терапии, генетската предиспозиција, жени што не раѓале или што раѓале после 35-та година, сите овие, значи дел од ова што го спомнав, влегуваат во ризични групи. Кај овие пациентки препорачуваме порано започнување на прегледи и почести прегледи. Само така можеме да откриеме рана фаза на карцином и да спасиме живот. Да се справите со истото. Се надевам дека вечерва бевме крајно инспиративни и од помош. Со муабетот ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш, никогаш крај на нашите муабети. Арно си поставувам ја повеќе прашања на. Ти се поздравиме сите пациенти кои се лекуваат, да не се плашат, а здравите што поредовно додат на преглед. И јас би рекла така и така некако би завршила и би го завршила ова издание на Тунел, да се сакате и себе си, со тоа ќе ги сакате и останатите, нели, односно им докажувате дека ги сакате. Редовно на оние прегледи кои се однесуваат за нашето здравје и се разбира се однесуваат на целото наше тело, конкретно зборувавме вечерва за рак на дојка, малку повеќе свест, малку повеќе љубов, а ние со многу повеќе работа ќе се обидеме да бидеме интересни и се разбира провокативни со следната тема која ќе имаме во Тунел. Ви благодарам. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегоа во пресрет и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Знам. Тато. Тато. Тато? Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста. Јован го разубеди животот да му се врати, но помошта се уште му треба. Вашето малку за некого многу. Ако можете и ако сакате, споделете.